Почитувани гледачи, добро дојдовте ново издание на вашата емисија Агроспектар, нови содржини за ваше информирање и едукација за квалитетно земјоделско производство. Со нас е професор доктор Исто Вучков. Професоре, добро не дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Оно што го рековме минатата емисија, дека кога се временските прилики и неприлики во прашање, ќе има изненадување, тоа се случува. Врнежи од снег во некои повисоки делови, ниски температури, ветер. Како ова променливо време се одразува во овој период врз земјоделските култури, кога веќе кај овошните видови имаме регистрирано и цветење? Да. Тоа што го зборавме минатата недела, дека овој бран го очекувавме, но морам да бидам искрено, таа следливост која имам повеќе од 30 години, овој бран ќе го наречам за незначителен поднос на штетите за разлика од претходниот. Но овие 2-3 дена укажува времето дека сме се уште зима. Добро е што имаме една квалитетна стагнација, да кажам, бидејќи температурната сума исполнета и, како што рековте, голем дел од овошните видови, оние сензибилни, се веќе во фаза на цветење. Но мене ме загрижува она што следува, ние рековме до 15 април ќе имаме изненадувања, веќе следната, сега ова недела ќе имаме затоплување, каде што викендот ќе ни биде фантастичен. Со топлотни, со фини температури, со сончев зрак и така. Од понеделник, вторник веќе имаме пак еден чин на не баш пријатни ниски температури, а најударен дел очекувам околу 18 до 22 март, каде што мислам дека ќе имаме и поголеми штети. А до тогаш дрвцата, бога ми, се веќе во развој. Тука може, ако експозицијата подолга, тоа ме храбри што тие температури кои ги имаме сега, буквално ја загреват почвата. Стварат еден таков амбиент да нема можност експозиција на ниска температура од -10 да се задржи подолго време. Пример, за сите, па и вклучувајќи и виновата лоза, најмалку 48 сата треба да има температура од -10 за да има некакво мрзнење на родните бабки. Тука има многу нешта стручни кои се интересни, а ние ќе се потрудиме да ги елаборираме едно по едно во наредни емисии за тој процент на штета кога доаѓа такви непредвидливи температури и таквото поранување, да кажам, или тектонско пореметување на времето, може да го кажеме, поранување на покретот на вегетацијата. Вегетацијата е дефинитивно во еден голем покрет. Сега доаѓајќи према Кавадарци гледам сите оние сензибилни видови се во фаза на полно цветење. Секоја ниска температура под нулата кај нив ќе предизвика шок, ќе предизвика мрзнење. И затоа мене ме плаши тоа што времето со тек ќе мораме да го ите како респектираме како фактор, да не брзаме со некои сензибилни видови, да не брзаме со некои чувствителни видови, кои се на еден начин во тој период и жртвата на губење на принос. И затоа нашата препорака е да производителите се прилагодуваат према времето, а од научно-практичен аспект селекционерите мора перспективно да размислуваат на интродукција на сорти кои ќе бидат во една таква форма на студоустојчивост по однос на тие шокантни температури што може да се појавуваат. И за мене, едноставно кажано, ние со глобалната климатска промена, која е евидентна во светски размери, од година на година ќе имаме се поголеми проблеми, бидејќи факторот човек успеа да еколошкиот чин го секако потисне со економскиот интерес и да животната средина во која го минува секојдневието
не ја почитува и респектира и не мислејќи дека зад нас ќе има генерации кои треба да живеат. Оние предпоставки од многу научни посебно во оние обсерватории за метеоролошките испитувања, такви предпоставки дека после 2 милиарди години на земјата нема да има кислород и така натаму. Такви предпоставки на вистина во јавноста кога излегуваат, а се финансираат од некои големи компании, тоа е на вистина невкусно и кај луѓето ствара еден страф по однос на тоа. Наместо едукативен дел да ние према животната средина имаме респект и почит, тука со таквите бомбасти изјави од некои поедини стручни институции за 2 милиарди години или ќе најдат некој од оние старини, ќе најдат некоја керамида или било што, тоа е 5000 години пред нашата ера. Таквите нешта мислам дека за народот предизвикуваат една провокација или милиарда години. Предпоставка да дадеш за милиарда години или ред други работи. Така да информираноста во светски размери е многу веќе падната на едно такво ниво каде што некој сака да биде сензационален, да даде изјава. Тука медиумите играат една многу важна улога со нивно објективно информирање. Ние Република Македонија и еве медиумите што ги има, ако седнеш да ги гледаш сите, тоа е чудо од Рашомонијада. Не еден став дека е тоа така, инкорпорирана политиката, инкорпорирани лични интереси, инкорпорирани многу други интереси. Тоа го прави и слободата на говорот. А кога сме кај времето, што вели долгорочната прогноза? Долгорочната прогноза мене ме загрижува, бидејќи до 15 април ние ќе имаме уште изненадувања и јас морам да кажам оти пак ќе имаме врнежи од снег и тоа веќе следната недела од понеделникот веќе ќе имаме пак видно влошување на времето со изразени ниски температури и врнежи од дожд и снег. Инаку кога збориме за долгорочната прогноза, јас и оваа недела очекував овој бран да биде влажен бран со најмалку 80 литри по метар квадратен врнежи. Наместо тоа, еве ние имавме како да формално правно да дојде само тој бран, така да имаше на некои повисоки места врнежи од снег, малку дожд, не знам кавадарци дали още има и колку литри има, меѓутоа тоа сосема малку од оној голем недостаток, бидејќи сите акумулации се по-технички од минимум. И тука имаме еден голем недостаток на вода, а летото очекуваме јули-август, температури над 35. Тука водата ќе биде насушна потреба. Но тој чин на недостатокот, миксиран со точно деградација на тие водостопанските организации, каде што воопшто водата не ја ставаат во чинот на најзначајниот фактор за обстојбата на растителниот и животинскиот свет. Тие стопански, тие организации, па и сите ние со еколошка свест, луѓето, треба да сватат дека капката вода е Божји дар, што треба да знаеме да го почитуваме и рационално да го користиме. Ние према водата немаме никаков респект, еве како у некои земји каде што водата веќе скапо се плака за пиење вода. Ние тука имаме уште некоја разгаштеност која не знаеме да ја почитуваме, а и луѓето кои се во власта, еве министер за екологија кога имаме. Рационализацијата на водата се гледа преку користење на браните и експлоатација за електрична енергија и ништо повеќе. Ние од растителниот, еве лично од мојата струка, во растителниот свет, во земјоделието, па без вода нема обстојба, човече. Во секој производ водата е 98%. Во самиот производ, во фотосинтетските активности, во физиолошките функции на растението и сега на место да сватиме водата.
кога секоја капка, или Вардар тече сега, оде во Егејско море. Ние да имаме врзани систем браните, нашите акумулации, од таа вода да се исполнат и секој вишок, бидејќи према тие европски критериуми, треба водата да не се стопира. Меѓутоа, чим се наполнат по тој врзан систем сите наши акумулации, секој вишок нека оди во Егејско море. Ние, тој проект беше пред, моли повеќе од 30-40 години, замислен од Христоманов. Тој беше првиот министер, така, секретар на Министерството. Таквото нешто ние воопшто не му придаваме значење. И водата си оди, и утре кога нема да имаме вода, а доста голем процент имаме и струмичкиот регион, секоја фамилија века не размислува на таа вода од акумулацијата. Тој има своји бунари 100 метра, 80 метра длабинско и од таму си користи вода за наводнување, чак со испитувања и за пиење вода. Со одредени Значи треба максимално одговорно да се однесуваме сите кон водата. Каква е состојбата во аграрот, што се работи во моментов, на што се активирани земјоделците? Тој така наречен импулс кој често го збориме од теренот, јас морам да кажам, една шареноликост е евидентна. Еве сега во Струмичкиот регион имаме веќе интензивирање на активностите на најраноградинарите, каде што љутата пиперка се интензивно бере, таму кај што има дополнително загревање. И има добра цена, оди за Србија, оди за извоз и така натаму, но тоа е една, постои зад тоа една анемичност, една несигурност, по однос на тоа, вика професор, јас тоа исклучиво сам, од семка до готов производ, од барање на трговец, продажба и сега државата, знаеш ли, вика, зашто учествува само? Да земе данок или царина на производот што го. И вика, што јас имам корис од тоа што сум тука. И затоа младите со таа калкулација ја напуштаат државата и одат со многу подобар личен доход, со поголема сигурност и фамилиарно се одселуваат. Тој импулс од теренот јас го чувствувам секојдневно. Бидејќи имам 3000 клиенти од цела Македонија. Луѓе што произведувале храна, можеби по над 200 тона, една фамилија, сега тие произведуваат храна во Италија, произведуваат храна во Швајцарија и овде гледам неговите површини не се обработуваат. Јас би сакал од Министерството за земјоделие Хоџа да земе негови советници, да прошета на тие 75 села у Струмица и да види кој профил на луѓе во секое село е останат. Тогаш ќе види каде е земјоделието и која маргинализација и која обезвреднување на земјоделието го имаме. А ние сега преку статистика вчера гледам дека во Македонија имаме рапидно зголемени остварувања. Во ова ме заинтересира тоа да прочитам. Оно остварувањата во буџетот доаѓале од лотарија на Македонија и од тие коцкарници, од тие работи. Каде е сега тој нов физички обем на производство земјоделието? Имаме големи површини од зелка, тој љут пипер, сега ќе почне младиот компир, каде што тој производител треба да има веќе обезбеден пласман. Затоа тој размислува веќе пред берба размислува каде сега во Белград има некои деловни луѓе доаѓаат. Нормално млад компир во Белград да имаш сега вреди. И тука трговците пак си го остваруваат своето. Срекна околности што тие први такви раноградинарски производи има добра цена, тоа е неспорно, од кое нешто производителот е задоволен. Зелката, пример, сега првата зелка што ќе излезе, она ќе е првична 60 денари, 50 денари.
за само после 10 дена таа ќе биде 2 дена или 4 дена или нема да се откупува или ќе ја тангираат. Тоа е основната мака за земјоделците. А јас како стручњак зборам, немањето на трајна стратегија е основниот постулат, бидејќи ако производителот не дојде моментот во Македонија да произведува за познат купувач, значи произведува веќе продадено, нормално со стандарди, нетоксифициран производ, сите нишани за европскиот пазар, ние не може да очекуваме подобри денови. Еве тие поглавија што ги зборат, тоа е се една формална папирологија. За тоа треба да стои квалитативниот аспект на производот и сигурноста на тој производител на храна. А тој, еве јас ова недела имам интензивно работа, пошто овие пластениците сега, со зелката, како ден порано да стигне, тој фрла ѓубре, кан или шалитра, тоа се амоњачни азотни ѓубрива, кои се прави отрови. Тој ги ни форсира за да дојде до глава да ја продаде. И тоа значи дека ништо не се менува кај земјоделците, дека свесно се труат и самите, меѓутоа ги труат и консуматорите или произведуваат едно за нив, а друго за на пазар. Точно. Тие сака да остварат свој економски интерес. Врз еколошкиот и здравствениот билтен на консуматорот. Друго не ги интересира. Крајниот епилог, хемиската индустрија, што продава ѓубрива, е во голема добитна комбинација. Дилерот кој продава... Каде е тука државата? Зошто не му се забрани да произведува тој човек храна? Тука, види се, државата, тука буквално, јас имав такви контакти со нив. Велам, што и кој дел го има државата за земјоделскиот производител да му чукне на врат, да му каже данок треба да платиш. Зошто? Пример, стручниот аспект. Институциите. Сите институции, стопански комори, министерства, сите добиваат личен доход таму вработени од буџетот. А тој буџет се ствара од одделување од грбот на производителот на храна од обичниот граѓани. И сега, не само таа институција што треба да дојде, примерно, нека направат еден убав континуиран контакт, анализите на почвата се обврска на државата. Во цената која ја зима на име данок, на име се. Диагностиката за болест. Ке дојде кај мене, јас само му дадам се што треба, таа услуга државата да ја плати. Тука нема ништо заедничко. Постои формално правно, пример, колкав апарат у Министерството за земјоделие постои. Подрачни ценици постојат. Они зимаат од буџетот средства. Но производителот тоа нит го чувствува, нит го знае, нит го применува. И крајниот епилог, сега ни вратиле 2 камиона од зелка, од имало повеќе ppm од резидуи во производот. Кој е крив за тоа? Земјоделскиот производител. Он ќе биде обвинет, пазете сега, дека го труе народот, а не дека државата има институција која треба следливо, оти формално правно постои, на земјоделецот му викат, еве ти лист хартија да пишуваш што користиш. Тој не знае што да користи. Тој треба да биде под надзор на тие подрачни единици, кои ќе го него едуцират, наместо 8-10 пати да прскат 2 пати. Наместо 10 врејки ѓубре на зелката, чекајте, анализата збори дека треба една на тоа што фали. И во производот нема да има резидуи од пестицидите и од токсичност од ѓубривата, амоњачните форми. Тука веќе имаме еден нивни дел и заслуга и тука со право може да кажеме да, производителот треба да си го плати данокот на државата, во тој данок што одвојува што плаќа, влегува и услугата која му е направена од
Да, меѓутоа добиваат земјоделците и субвенции по тој основ, меѓутоа се користат за сосема друго. Она што го работиме со години, а тоа е едукација како да се произведе квалитетно. Тука го најавувам прилогот кој говори за новини од фитофармацијата, да го погледнеме. Во овие наши емисии секогаш се трудиме да градиме нешто ново, кое е навистина интересантно и импозантно, би рекол, за тоа земјоделско производство. И добра работа е што тие новини од фитофармацијата се точно во една насока на една заштита на човековото здравје. Сите средства на основ на органски принципи, органски активни материи и така натаму, секогаш мора да ги поздравиме како новост на фитофармацијата во позитивна насока за детоксификацијата во земјоделското производство. Што за жал уште од тие канџи не можеме лесно да се ослободиме, бидејќи фитофармацијата во поранешните времења точно одеше со тие активни материи кои се токсични, а покасно се утврдува дека имаат и штетно делување по здравјето кај луѓето, појавувајќи се на некој голем процент на канцерозни оболувања и други штетни делувања по здравјето кај луѓето и загрозување на животната средина. Денес ќе кажеме нешто повеќе за една навистина голема новост. Тоа е фитосеј. Тоа е навистина новост со една позитивна импресија сакаме да ја образложиме точно за овој период кога асталските сорти се веќе пред берба, каде што на каренцата мора да се размислува, каде што ботритисот при зголемување на шекерноста кај виновата лоза и кај другите култури, при зрење на доматите и така натаму, ботритисот може да биде и како секундарен патоген, голема опасност по самото производство. Фитосејфот, како новост, мора да кажем уште на самиот почеток, како новост по чисти органски принципи, бидејќи нема тука никаква негативна хемија, која може да биде проблем при бербата на грозето, дека има резидуи од некои пестициди, од незапазување на каренцето. Значи, фитосејфот представува еден фантастичен контролор на сивото гниење, Botrytis и на пепелницата од фамилијата на унцинулата. Што всушност сакаме да кажеме со оваа новост, како да ја презентираме, како да ја на еден начин уедноставиме да биде разбирлива за лозарот, па и за дел од стручњаците, колегите агрономи, кои на теренот итекако бараат такво нешто. Фактички фитосејфот и производот добиен, тоа представува една молекула точно за една природна одбрана на растенијата против болестите, како што се сивото гниење и пепелницата, значи го активира и стимулира одбранбениот систем, тој имунолошки систем на растенијето. Тоа е една важна работа, што еве тука фитофармацевтите со физиолозите има дојдено до онаа суштина да се активира и да се стимулира тој одбранбен имунолошки дел на растенијето. Односно активирање на гените одговорни за зајакнување на клеточниот зид, каде што
патогените како што се пепелницата и ботритисот не можат да остварат инфекција. Благодарение на зајакнетиот одбранбен, односно имунолошки дел од растенијата. Тоа е еден пронајдок. Фактички со неговото аплицирање тој на еден начин минимизира и забавува она суштинска инфективна агресија која ја прави ботритисот како секундарен патоген и пепелницата. Тие со нејзиното синхронизирано делување, бидејќи тука ботритисот доаѓа на гости кај пепелницата. Пепелницата таа која со инфективниот процес ја некротизира она епидермална зона на љушпата, на самото зрно, и така некротизирана при порастот на меристемските клетки од самиот на самото зрно доаѓа до пукање, бидејќи тие инфективни клетки немаат моќ ја имаат изгубено меристемската моќ на делба и тука веќе доаѓа до пукање на зрното. И како такво нешто доаѓа ботритисот и почнува тој процес. Тука е она суштина на фитосейфот, каде што сето тоа тој го оневозможува, и тука имаме навистина оне ефект, бидејќи со едно стимулативно действување со фитосейфот се постигнува ефект кој ја зголемува силата на самата епидермална зона на зрното. Она имунолошка основна одбранбена акција која е точно фитосейфот обусловува и тука се постигнува навистина фантастичен резултат. Фитосейфот. Ние сега кога збориме за лозарите во Кавадаречко, Неготинскиот, Велешкиот регион, Свети Николскиот и така натаму. Во тој период прскани, каде што имаме градобитни овие зони, фитосейфот со тоа стимулирачко делување, со таа една одбранбена имунолошка јачина која дава, настануваат оние брзи рехабилитации на растението. Ние минатата недела зборавме за биостимулаторите и за се. Но тука навистина фитосейфот постигнува фантастични резултати токму во тој период. И кога збориме за виновата лоза, мора да кажеме дека онаа пукање на доматите што се случува, оние други деформации кај други култури, дали тоа било кај доматите, кај пиперките, кај модриот патлиџан, кај дините, кај краставиците, лубеницата, кај корнишоните, сето тоа навистина со фитосејтот се постигнува фантастичен резултат со доза применета со само 2,5 до 3 литри по хектар. Се постига еден фантастичен резултат. Сега, тука, во овој период на пораст, трансформација на киселините во шекери, во периодот на зрење и предзрење, тука може слободно, бидејќи е компатибилен со сите средства. Тој може да се примени во секој од прскањата и 7 до 10 дена во тој период од почетокот на зрење до бербата може слободно да го даде оној фантастичен ефект кој се од него и очекува. Што е значајно да спомнеме за фитосејфот како една навистина голема новост која дава една неверојатна позитивна насока кон земјоделското производство по однос на квалитативниот аспект и, што е најважно, квантитативниот големен принос, квалитетно производство
и без резидуи, бидејќи се работи за органско производство. Што ќе кажеме за фитосейфот? Во европските сите тие стопанства кои произведуваат храна, фитосейфот си го наоѓа решението и во интегралното, и во органското производство. Што е многу важно. Бидејќи во органско производство, кога дојдеше појава на пепелницата, зборевме дека сумпурот е дозволен према органски принципи, недозволен и така натаму. Тука се работи за една молекула која навистина делува. Значи, тоа е новината која делува на имунолошкиот дел на растението, ја јача она епидермалност, она отпорност и тука нема можност пепелницата и ботритисот да го извршат тоа што сега во овој период при врнежиот ош посебно го прават, а тоа е уништување на родот кој е само за можда 5 или 10 дена пред берба. Доколку имаме такви врнежи од дожд, нестабилно време кое го имаме оваа година, може слободно да кажеме дека губитокот може да биде голем, а фитосейфот тука може да постигне навистина добри резултати. Што е друго значање? Сега, пламеницата, гимноспорангиумот, кај крушката, или пламеницата кај доматите, фитофтората, или било која друга, кај краставиците и така натаму. Тој значајно е, и тоа заслужува респект и почит, и подцртување со црвено, дека е компатибилен со сите средства за заштита на растенијата. И во секое време, со добро одбор на средството, со квалитетно мешање и квалитетна апликација, фитосейфот се уклапа во тој цел програм на заштита, постигнувајќи го оној суштински имунолошки дел на секој растителен вид. Дали е тоа во штарството, дали е тоа во лозарството, дали е тоа во градинарството, или цвекарството чак би рекли. Бидејќи ботритисот знае во цвеќето да направи таков ршум или пепелницата, каде што може да направи голема штета, доколку не се преземаат мерки. А тука фитосейфот навистина може да се итекако примени и да го даде оној суштински дел. Не сакам да ги замарам, воопшто да ве замарам, бидејќи овие прилози ги правиме на еден едноставен, сватлив и прифатлив начин. Ако почнеме да збориме како внатрешните шекери, протеините или другите сахаридни форми компатибилно делуваат, како делуваат на ојачување на тој дел на епидермалниот дел, тука тој замор нема да ви го дадеме, бидејќи таа висока стручност која е внатре вградена не е ни толку значајна отколку тоа што упатството и оние глобални работи кои ги даваме се итекако важни за секој кој сака да го примене ова средство. Значи, со еден збор се работи за чист, 100% природен продукт. Тоа е новоста. Второ, значи 100% природен чине, нема никаква каренца, буквално кажано ден-два, дали ќе се бере грозјето, дали доматите или така натаму, тука воопшто не делува да каже некој стоп, не смеј да прскаш со било кое средство, бидејќи каренцата е важна работа. Тука, бидејќи нема никакви токсични творби, тука слободно може фитосейфот да се користи. Уште поважно, 100% безбеден препарат, кој може да се примени и пременувачот, апликаторот, производителот кој во пластениците го минува денот. Фитосейфот нема никакви штетни последици по здравјето кај луѓето,
а уште помалку со апликативниот доз, за кој рековме дека е органско, дека е воопшто без опасност за здравието кај луѓето или растенијето. И дозата, ако е нешто зголемена, тука никогаш не се појавуваат некакви фитотоксични ефекти. Бидејќи некој инсектицид, ако го примениме во некоја поголема доза или концентрација, може да се случи да ние имаме хаварија, ништење, изгорување на масата. Или пак, попратно, ако не се стави дозата, пак да нема резултати. Фитосейфот со тој одмер на средство што го рековме, значи ги дава оние точно прави резултати. И во тој период на презрење, за добивање на еден квалитативен целосен опфат, на 7 до 10 дена, последниот месец, третирањето во другите третмани, ако се стави фитосейфот, може само да имаме една добивка по однос на квалитативен имунолошко зрно или производ од градинарска, овоштарска или лозарска култура. Сега, што е многу важно за фитосейфот? Имаме нестабилни временски услови. Тој за само неколку часа по апликацијата, знаеме дека голем дел од препаратите, штом заврна дош, праксата во заштитата, ние збориме најмалку 46 часа или 48 часа треба да поминаат да се тоа средство, било кој фунгицид или инсектицид, поприма, па да се постигне резултатот. Ако има врнежи од дожд, има лесни испирања и така натаму. Фитосейфот има карактеристика со доброто мешање, точниот одмер нормално, со апликацијата. Ние имаме на вистина за само неколку часа целосен влез на средството во самата физиолошка функција на растението, во самиот метаболизам, каде што тоа е веќе попримано и врнежите од дожд воопшто не делуваат на негово испирање или некакви економски издатоци, а дождот го однесол. Тоа што се случува кај многу лозари што мислат дека прскале, оно заврнало дожд, дождот направило испирање на средството, тој прскал и после тоа гледа дека има пламеница, дека има ред други болести, средството е криво и така натаму. Не, временските прилики и неприлики се такви што врнежите од дожд се навистина во еден необичен размер оваа година и градобитноста, што итекако допринесува за таквата состојба. И важното нешто, за оние реони каде што е имало град, со секоја од комбинациите употреба на фитосейфот итекако обусловува брза функционална зараснетост на клеточните повреди кои се, на сите оние трауми кои ги има доживеено растението и враќање на тој прав имунолошки дел на растението, што значи дека тој препарат го фактички рехабилитира растението и не дозволува инфективни процеси, што примерно сега при тие повреди од град, кај одредени асалски сорти, чим шекерноста се зголеми, тука имаме и голема можност за појава на ботритисот. Затоа што тој бара влезна врата. А фитосейфот и неговата примена тука го обослабуваат имунолошкиот дел на самото зрно, на самото растение, да тоа ојача и да тоа за кратко време се рехабилитира и ние да имаме навистина еден добар резултат од употребата на оваа средство. Друго значајно кое мора да го спомнеме за овој период, бидејќи сме во една
на вистина специфична состојба во земјоделието, каде што имаме нестабилно време, каде што имаме утрински 34 температура, да поручате имаме наоблачување, врнежи од дожд, врнежи од град. Значи, со примената и на другите средства за заштита, бидејќи абсурдно би било да кажеме дека, пример сега за гроздовите молци за третата генерација, мора да се внимава во овој период. Фитосейфот обусловува на еден начин една фантастична компатибилност со инсектицидите, со било кој друг фунгицид, бидејќи сега за еската има некои нови моменти што треба да се оди со некои компоненти, фунгицидни компоненти. Тука фитосейфот не представува баш никаков проблем, бидејќи неговиот начин на делување си има своја специфика. Ние го аплицираме, тој не влегува во некој друг механизам на делување, туку тој индивидуално се вклучува во физиологијата, во метаболизмот на растението и тука го постигнува својот ефект. Затоа нашата препорака е секогаш онаа суштинска, бидејќи произлегува од теренот. Фитосейфот во догледно време ќе биде средство кое секој ќе го посака да го применува и да види резултатите од него. Зошто? Затоа што тоа ќе обуслови оној зад на времето кој го имаме, кој ствара услови на болест. Фитосейфот обусловува појачување на биолошкиот, односно имунолошкиот дел на секој растителен вид, да нема напад од таквите болести, кои, за жал, од година на година се поприсутни поради нестабилното време. Затоа нашата препорака ќе биде фитосейфот, да секој производител го види, го проба и од тоа ќе види кои резултати ќе ги има со една стручна и права примена. А доколку има некоја нејаснотија или сака некој да му го опишеме целиот механизам на делување, тоа несебично, без никаква надокнада ќе го направиме за секој земјоделски производител кој сака да применува препарати кои не се токсични, а кои делуваат високо позитивно за секоја одгледувана култура. Слушнавме за новините кои доаѓаат од фитофармацијата, тоа е целта да ве едуцираме. Професоре, порака за крајот ова издание на Агроспектар. Пораката, бидејќи како што вие потенциравте, емисијата е од едукативен карактер. Пораката е за примената, ние тоа го правиме во континуитет. Одиме со средства кои се квалитетни, двокомпонентни, со широк спектар на делување и најважното, немање на резидуи од пестицидот. Значи, каренцата за некој од препаратите или ја нема, денес прскаш, утре можеш да береш, а го постигнува тај заштитарски ефект. Значи, таквото нешто е нашата смерница, а радува фактот што хемиските индустрии веќе имаат еден доблес по однос на тоа и биостимулаторите, и одредени средства хемиски, кои со активната материја успеваат патогенот да го локализират, дел од нив и куративно, со куративно лечење и да го точно санкционират и да имаме фантастичен развој со примена на оние стимулатори, фантастичен развој на секој растителен вид, да тој го даде генетскиот потенцијал. Тоа е една суштина која вреди и во догледно време јас мислам дека тоа ќе добие во димензии и таквите едукативни емисии кои ги ние имаме, што се далеку од она суштина
која македонска телевизија има, ако гледате една таква емисија за земјоделци секоја недела, таа трае, јас имав 30 годишна соработка со господинот Индовски. Тогаш се одеше на терен и со едукативни примери дававме од одреден допринос. Сегашната емисија, шпицата која слушнете, таа малтене ние имаме светско најсовремено земјоделско производство. А водителката која е таму, ми е драга пријателка и јас велам, жал ми е што земјоделската емисија на ниво на Македонија, зборите за едукација, оде колку јарења има од козата. Или некои такви формални информации, па може и чак и дезинформации, каде се инкорпорира некои интереси и така натаму. Значи, со еден збор, македонската телевизија треба да има едукативна емисија на ниво на држава, со активностите на Министерството за земјоделие, Стопанската комора, Министерство за економија, каде ќе оди целиот аграр со извозните компоненти кои ги имаме. А ние, кој ни е епилогот, знаете, нели? Епилогот е штрајкува лозарите, штрајкува јаболкарите, штрајкува стиварите од Делчевско, тутунарите, млекарите, житничарите. Значи, исполнети со штрајкови во Република Македонија. И тој третман што го има на една целосно омаловажување на земјоделската струка е евидентно со таа емисија која 130 години, а сега ја имаме точно формално тој трошковник, нормално они си зимат личен доход на 30-40 хиляди. Сето тоа е од грбот на земјоделскиот производител. И сега ние се прашаме што и каде е решението. Тоа треба целосно санкционирање, воведување на правите луѓе на прави места кои ќе дадат несебичен придонес кон развојната компонента на аграрот со најновите стручни знаења, да ги почувствува земјоделскиот производител. И тек тогаш производителот ќе произведува за непознат купувач и ќе има интерес да произведува за храна. А ние храната се уште ја гледаме, ја игнорираме и да збориме, сакал да произведува за тоа. Доаѓаат времиња каде што храната ќе биде доминантен, она и сега е доминантен фактор за обстојба на човечкиот род. И производството на храна ќе биде еден од адутите да имаме квалитетна држава. Ако ние на агрот не му придадеме значи како што е сега тоа, јас верувам дека со тие извозни компоненти, бидејќи гледам што се увезуваме, ние ќе стигнеме една неверојатна зависност со губење на работната рака, на површините. Ќе дојдеме до степен кога храна ќе увезуваме, и тоа скапа храна, ќе увезуваме од странство за обстојба на тоа парче земја. А оно стручно и стратешки гледано единствениот излез на Македонија за подобрување на стандардот е посветување на аграрот со храна, по можност и органска, за нашиот и за европскиот пазар. Благодарам, професор. Благодарам и на крај на уште едно издание на Агроспектар, ќе ви заблагодарам што бевте со нас. Имајте секое добро со нашата програма.